Во оваа задача треба да пресметаме следниот лимес. Лимес од 2 плюс 3 по x на n-та врз 1 минус 3 по x на n-та, кога x тежи кон минус бесконечност. Каде што m и n се природни броеви. Доколку x тежи кон минус бесконечност, 3 по x на n-та ќе тежи кон минус бесконечност, доколку n е непарен, или кон плюс бесконечност, доколку n е парен број. Па така, во броителот би имале 2 плюс бесконечност, тоа би било бесконечност, или 2 минус бесконечност, што е минус бесконечност. Значи, во броителот се добива плюс или минус бесконечност, во зависност од n. Аналогно на објаснувањето за броителот, во именителот имаме 3 по x на n-та тежи кон плюс или минус бесконечност, во зависност од n, дали е парен или не парен. Па тоа долу, во зависност од m, би тежело или кон плюс бесконечност, или кон минус бесконечност. Во овој лимес имаме неопределеност, бесконечност врз бесконечност. Ке разгледаме три случаи. Првиот случај е кога m е помало од n. Прво ќе го разгледаме случајот кога m е помало од n. Ајде да видиме што се добива за лимесот. Имаме лимес од 2 плюс 3 по x на n-та врз 1 минус 3 по x на m-та, кога x тежи кон минус бесконечност. Знаеме дека m е помало од n. Ајде, лимес ќе препишам. Во броителот, пред заграда, ќе извадам x на m-та. По, имаме 2 врз x на m-та, x на m-та по 2 врз x на m-та ќе даде 2 плюс 3 по x е сега. Степенот тука ќе биде. Знаеме дека m е помало од n, па така степенот на ова x би бил n минус m. Во ред. Ако x на m-та го помножам со 3x на n минус m, ќе добијам 3x на n. Ајде ова накратко. Значи, ако x на m-та го помножам по 3x на n минус m, ќе добијам трката, ќе препишам, имаме степен со основа x, m плюс n минус m, значи добив 3 по x на добивме 3 по x на n. Тоа ви го објаснувам. Затоа ова може вака да се запише. Исто така, и во именителот ќе извадам пред заграда x на m-та. Имам x на m-та по 1 врз x на m-та минус 3 по минус 3. Да не заборавиме, го определуваме лимесот кога x тежи кон минус бесконечност. X на m-та со x на m-та се кратат. 2 врз x на m-та, кога m тежи кон минус бесконечност, ова тежи кон 0. 1 врз x на m-та, кога x тежи кон минус бесконечност, исто така тежи кон 0. Значи, знаеме, број врз бесконечност, дали е број врз плюс бесконечност или број врз минус бесконечност е 0. Тоа го објаснувавме преку функцијата 1 врз x, односно преку барањето на лимес во бесконечност, или односно бесконечни барањето. Тоа го објаснувавме со барањето на лимес во бесконечност на функцијата 1 врз x. Тоа треба веќе да го знаете. Ајде да видиме на што е еднаков овој израз кој што го имаме тука. Значи, лимес од ова е 0, лимес од ова е 0. Во броителот ќе имаме само лимес од 3 по x на n минус m-та, кога x тежи кон минус бесконечност, додека во именителот ќе имаме лимес од минус 3, кога x тежи кон минус бесконечност. Овој лимес, знаете веќе, е
0. Тој чекор нема да го запишем. Лимес од минус 3 е лимес од константа и е минус еднаков на минус 3 по лимес од x на n минус m кога x тежи кон минус бесконечност. Или ова е 3 со ова е 3 во именителот се крати, па имаме минус лимес од x на n минус m кога x тежи кон минус бесконечност. Имаме лимес од x на некој степен n минус m. И при тоа степенот на x е поголем од 0. Зошто? Бидејќи m е помало од n, оттам може да заклучиме дека n минус m, ако го префрламе на оваа страна, е поголемо од 0. Значи имаме лимес од x на некој број кој што е поголем од 0. Сега имаме, доколку кај x ставиме минус бесконечност, значи лимесот ни тежи кон минус бесконечност, доколку за x ставиме минус бесконечност, тука добиваме минус бесконечност на некој степен поголем од 0. Минус бесконечност, значи добивме минус бесконечност и да не го заборавиме овој минус вамо. Значи имаме минус бесконечност, ова пак ви велам е неформално објаснување за полесно да сватите, значи имаме минус бесконечност на n минус m. И при тоа n минус m е поголемо од 0. Ајде се враќаме тука. Доколку n минус m е непарен број, доколку n минус m е непарен број, минус бесконечност на непарен број би било минус бесконечност, поради овај минус тука, минус по минус бесконечност би дало плюс бесконечност. Значи, доколку n минус m е непарен, овој лимес е плюс бесконечност. Ајде уште еднаш да го објасниме. Значи имаме минус бесконечност на n минус m и овај минус кој што е пред лимесот. Минус бесконечност на непарен степен би било минус бесконечност. Помножено по овај минус би дало плюс бесконечност. Значи, лимесот има вредност плюс бесконечност доколку n минус m е непарен. Ајде да разгледаме што се случува доколку n минус m е парен број, односно разликата на n и m е парен број. Минус бесконечност на степен парен број ќе даде плюс бесконечност. Поради овај минус ќе се добие минус бесконечност. Ќе се добија минус бесконечност доколку n минус m е парен. Дотука го разгледавме само еден од случаите, а тоа е ако m е помало од n. Преостанува да ги разгледаме останатите два случаи, односно да разгледаме каква е вредноста на лимесот кога m е еднакво на n и да разгледаме каква е вредноста на лимесот кога m е поголемо од n. Го разгледуваме вториот случај. Ако m е поголемо од n. Ќе го препишем лимесот, имаме лимес од 2 плюс 3 по x на n-та врз 1 минус 3 по x на m-та, кога x тежи кон минус бесконечност. И во овој случај, и во броителот, и во именителот ќе извадам пред заграда x на m. Ајде, да не го заварим ова, сега ќе го напишем x тежи кон минус бесконечност. Значи, во броителот, ако извадам пред заграда x на m-та, најпрво треба да помножам по 2 врз x на m-та, x на m-та по x на m-та, по 2 врз x на m-та, x на m-та по 2 врз x на m-та, ќе даде 2, плюс, сега, ајде да видиме што имаме тука. Како ова може да го запиши? Во случајов
m е по-големо од n, па ова тука можам да го запишам како 3 врз x на m минус x, 3 врз x на m минус n. Зашто ова? Вака можам да запишам. Ајде да помножам x на m-та по 3 врз x на m минус n, да видиме што се добива. Имам, тројката може да ја препишам, имам делење на степени со иста основа, основата е x, имам m минус n. Значи ги одземам степените кога имаме делење на степени со иста основа. 3 по x на m минус m плюс n, што е 3 по x на n. Значи се добива ова тука. Понатака, доколку во именителот извадиме пред заграда x на m-та, ќе имаме 1 врз x на m-та минус 3. X на m-та со x на m-та се кратат. Лимес од 2 врз x на m-та, кога x тежи кон минус бесконечност, е 0. Лимес од 3 врз x на m минус n, кога x тежи кон минус бесконечност, и при тоа m е поголемо од n, значи може вака да се запише, и при тоа, многу е битно тука, m е поголемо од n, па имаме 3 врз x на некој степен кој што е позитивен број. Така да и ова тежи кон 0, значи имаме 3 врз x на степен некој број и ова тежи кон 0. Исто така и лимес од 1 врз x на m-та, тежи кон 0, веќе имаме позитивен број, тука имаме, бидејќи имаме природен, се разбира, сите природни се позитивни, па и ова тежи кон 0. Значи, во броителот останува лимесот, видовме дека е 1 по 0 плюс 0, што е 0 врз лимес од x, видовме дека лимес од 1 врз x на m-та е 0, престанува да видиме колку е лимес од 3, овој минусот го запишав пред лимесот, бидејќи константа може да оди пред лимесот, имаме 0 врз лимес од 3 е 3, имаме 0 врз минус 3, или ова е еднакво на 0. Ова задача може да ја решите и со теоремата која што ја учевте на предавањето. Доколку туку имате дробно рационална функција, кај која што најголемиот степен на полиномот во броителот е помал од највисокиот степен на полиномот кој што е во именителот, и при тоа определувате лимес кога x тежи кон плюс или минус бесконечност, значи зборуваме за лимеси, определување на лимес во бесконечност, само тогаш може одма да кажете дека лимесот е еднаков на 0 по таа теорема. Преостанува да разгледаме уште третиот случај, а тоа е случајот m е еднакво на n, односно ако m е еднакво на n, треба да го определиме овој лимес. Имаме лимес од 2 плюс 3 по x на n-та врз 1 минус 3 по x на n-та, кога x тежи кон минус бесконечност. Бидејќи m е еднакво на n, можам наместо m да запишам n. И обратно, наместо n да запишам m. Еве, јас ќе одберам, наместо m ќе запишам n. Имаме лимес од 2 плюс 3 по x на n-та врз 1 минус 3 по x на n. m е еднакво на n, па така наместо m ќе запишам n.
Определуваме на лимес кога x тежи кон минус бесконечност. Продолжуваме, имаме лимес од. Сега во броителот x на n ќе го извадам пред заграда како множител. Во заграда останува 2 врз x на n плюс 3. Додека во броителот, ако извадиме x на n се добива 1 врз x на n минус 3. Определуваме лимесот кога x тежи кон минус бесконечност. X на n со x на n се кратат. Кога x тежи кон минус бесконечност, 2 врз x на n, каде што n е природен број, позитивен, нас не е битно да е, тежи кон 0. Исто така и лимес од 1 врз x на n, кога x тежи кон минус бесконечност, е 0, па така останува во броителот лимес од 3, кога x тежи кон минус бесконечност, врз лимес од минус 3, кога x тежи кон минус бесконечност. Или овај лимес е еднаков на 3 врз минус 3, што е минус 1.